Добар Да. ден и добре дојдовте во уште една епизода на Нова перспектива. Денеска со мене тука е една посебна и неверојатна жена која што не ја следам многу одамна, но уште на прв поглед ми остави длабок впечаток и веднаш ме привлече со својата посебна енергија која што си ја носи и со својата харизма, но исто и на начинот на кој што комуницира. И сакам сега сето тоа да ви го пренесе и на вас, драги слушатели, и исто како и на останатите гости, ќе ја оставам простор самата таа да ни се представи со своји зборови, затоа што верувам дека си има своја посебна приказна која што вреди да биде раскажена. Добре ми дојде, драга Ирена, и ти благодарам што си дел од Нова перспектива. Добар ден, драга Марија, и ти благодарам на поканата. Ти благодарам што ја препозна мојата автентичност и Да. што еве на овој начин се привлеговме и си се соединивме во една целина да направиме заедно една прекрасна емисија која ќе им биде корисна на секој еден кој ќе ја слуша. Јас сум инаку психокоуч, лайф коуч, НЛП тренер, mindfulness тренер и ред идентитети кои си ги имам. И да, имам приказна која е многу интересна, затоа што после 21 година во образовниот систем на сигурност, на нешто што знаеш дека секој 15 ти добиваш плата, што и да правиш, тоа е загарантирано. Јас после 21 година дадов отказ од формалното образование и се посветив на сето оноа што не се изучува во програмите и не е напишано со ниту еден стандард, а е многу важно за нашето битисување. Затоа што во системот кога сме некако децата го добиваат сето оноа што може да се научи било кога, во било кое време, но како треба да се однесуваме, што треба да правиме, како ние да ја пронајдеме нашата животна цел, нашата мисија, зошто сме ние дојдени тука. Животни прашања некако се изоставаат од програмите, па дури и начинот на учење, па дури ако сакате и истражувачкиот дел, креативниот дел, забраната за фантазирање. Значи сето тоа Да. некако го става на маргините нашето вистинско јас. Зошто сме ние тука? И велам, 2 дена се многу важни во нашиот живот. Едниот ден е денот кога сме родени, а вториот ден е денот кога ќе дознаеме зашто сме се родиле. Така што, ете, вториот ден се обидувам, не се обидувам, туку баш успешно го правам тоа, да се најдат, да го најдат тој ден и да го слават тој ден сите, почнувајќи од најмалата до најстарата возраст. Ти благодарам, значи, ова беше толку добар старт и почеток и се пронајдов и јас во твојата приказна, затоа што секогаш кога зборувам за образование, никој не ме сваќа што сакам да доловам. Образовниот систем е баш таков што ги прави децата сите како во некој калап. И но не ги дава баш тие вредности кои што се потребни на еден човек баш за тоа што го кажа ти да се пронајде самиот себе си во целиот тој процес. И колку улоги само имаш во твојата работа, значи секоја чест за твојата храброст. Навистина мотивираш и инспирираш. Јас би сакала да те прашам, што те мотивира да го правиш токму тоа што го правиш? Ме мотивира моето истражување на себе, на самата себе. Значи, многу често луѓето се обидуваат да ги сменат околностите, да ја сменат средината. Многу често сме сведоци на одредени, да речеме, негативни размислувања, одредени зборови кои се искажуваат и не сме свесни колку сето тоа влијае на самите нас. Буквално јас уште од 7 оделение, да речеме, го освестив моментот на невролингвистичкото програмирање, нели, зашто сум и тренер, што тогаш не знаев како да си го објаснам, но освестив моменти дека тоа мене ми користи. И потоа само барав нека одредена структура, методологија, доказ за сето тоа што мене ми се случува. И токму тоа беше мотивација да запишам, нели, понатаму и педагошки науки и сето тоа, за да
буквално помогнам на детето да се осознае себе од мала возраст. Бидејќи многу е полесно да смениме одредени навики кај детето, кога се формираат навиките, отколку ние како возрастни, кога веќе ќе стекнеме навики, да ги менуваме. Затоа што, сакали или не, ние луѓето сме битија кои битисуваме, кои живееме по навики. Значи, Да, буквално ние, сето оно што ни се случува, што го гледаме надвор, е само една навика. Оно што го носиме внатре во нас, не сме ни свесни, затоа што сме 98% од нашето време вклучени на автопилот. И ние едноставно си знаеме што правиме наутро, што правиме попладне, кога ќе се вратиме од работа, што правиме со децата, што правиме со семејството. И ние едноставно така си тераме и мислиме дека е така во ред. Меѓутоа, доаѓа еден период кога не се чувствуваш онака усогласен со себе, што би рекле ние полнета. конгруентен, значи нашите навики, сето тоа не ни одговара на тоа што го живееме, а мислиме дека така треба. И токму тоа е моментот кој мене ми беше баш онака пресвртница, после тоа веќе, кога реков, чекај, значи, се има влијание. Дури изборовите кои што си ги кажувам секојдневно има влијание на моето постоење, на тоа како живеам. Ајде да видам како јазичните образци, нели веќе и како педагог потоа, како јазичните образци влијаат на нас, зашто ние сето тоа си го кажуваме, како сме научени, кој не научил. Значи, тоа се безброј прашања кои што постојано уште како деца си ги поставуваме, нели како сме дошле на овој свет, па не знам звездите како се на небото, па колку ги има. Тоа се прашања кои што ги поставуваме уште од мали, меѓутоа некако не замолчуваат во смисол, ајде сега, не туку прашувај, доста прашуваш, и таа радозналост наша, љубопитност која што ја имаме вродено во нас, Да. ни се замолчува. И се врамуваме. Токму тоа мене постојано ме движи. Значи, јас постојано истражувам. Мајка сум на 3 ќерки, значи, секој дете донесе, нели, секој раѓање на детето донесе нови сознанија, нов раст. Сега веќе се тие возрастни, сега сме на едно друго ниво и повторно учам. И сето тоа ме држи во една таква мотивирана состојба. Јас сум постојано мотивирана и постојано истражувам и секој ден, буквално секоја минута, секоја секунда гледам како тоа се рефлектира. Да речеме како надворешното влијание, што произлегува, зошто, на што е тоа, да речеме, последица или причина што се јавило. И на крајот од денот се што ми се случува, па дури и болестите ако сакате, затоа што сум и дел од психосоматиката, и симптомите, бидејќи јас велам не постојат неизлечиви болести, постојат само неизлечиви луѓе, така што сето тоа е некој аларм, нешто што внатре ни се случува, а само го гледаме како некој симптом, како главоболка, како не знам што. Така што на вистина е огромно полето на истражување и на мотивација, која што ми овозможува откривање на нешто ново. И секогаш подлабоко и подлабоко. Да, се согласувам многу со тебе, посебно за делот кај болестите, затоа што мислам дека баш болестите и секој разболување се појавува е тука со причина. Скоро ја читав книгата на Луиза Хей, Сакајте се себе си до совршено здравје, и таа истото беше го зборувала дека доколку нели постојано имаме стрес на нашата работа, постојано се расправаме со својот партнер и постојано ги подискуваме своите емоции, тоа ќе избие во нашето тело како вид на болест, но доколку пробаме да го промениме тоа во нашето секојдневие, ќе може да се извлечеме и ние самите. И Апсолутно. да, што на вистина значи за тебе да бидеш свесен и свесно да го живееш животот? Тоа тоа треба да е буквално на секој еден од нас, на вистина негова мисија. Ние сме треба да бидеме свесни битија. И што значи тоа? Тоа значи свесно наблюдување на се што ми се случува.
Што значи наблюдување свесно? Тоа значи буквално активирање на сите наши рецептори, на целиот наш систем кој го имаме. Ние, нели сме битија кои примаме во суштества луѓе кои примаме информација од нашите пет сетила и сите тие треба да ни се активно значи насочени на токму тоа што го наблюдуваме во даден момент. Велам наблюдуваме, зошто? Затоа што ако ние ја примиме одредена информација, затоа што ние примаме 2 милиони бити информации во секунда, значи тоа се премногу информации. На свесно ниво ние примаме 5 плюс минус 2 информации. Значи, 7 плюс минус 2 информации, тоа се значи од 5 до 9 информации кои што ќе ги запомниме, ќе ни останат некаде. Сите останати одат во нашата подсвест. Значи, тоа е пасивно слушање. Сега, наше е кога го наблюдуваме сето тоа, точно да внимаваме што примаме како информација и воедно да не се врзуваме за таа информација. Што точно тоа значи? Тоа значи да не ја интерпретираме, односно да даваме одредена приказна, да судиме какво е нештото, туку да го примиме такво какво што е. Опис. Значи, опис. Сега е сончево. Тоа е опис. Арно ама, сега е толку топло, ова сонце, значи, леле, ни создава таква жештина на нас, само се потам. Тука веќе интерпретација. Значи, тоа е моментот на свесно живење и живење по навики. Значи, навикнати сме дека ако е 40, нас не гуши, многу ни е топло, значи тоа е веќе се оној образец, навика што си ја носиме, веруваме во нештото, како што веруваме и дека кога врне дожд нема да излеземе, па не знам што се случува, па ќе настинеме ако е студено, или од сладолед дека ќе те боли грло. Значи, тоа значи, информации кои што веќе сме ги примиле и само си ги интерпретираме и даваме одреден наш суд, наш заклучок, наша интерпретација на нештата и си плетеме приказни. А ние луѓето многу сакаме да си ги плетеме приказните и да си живееме по тоа. А свесното живење е се, ама не е приказна. Приказна која што ние ја правиме секојдневно, меѓутоа, прифаќајќи ги сите настани, сето тоа што ни се случува, токму такво какво што е. Без потреба да го менувам, без потреба да му лепам етикета, без потреба да осудувам или да предпоставувам. Значи, тоа е свесно живење. Тоа го научив од моите деца. Значи, кога ги гледам како се играат, тие буквално се внесени во играта и кога играат, само се играат. А, пример, порано, кога јас бев така на автопилот, ќе седнев со нив и сега јас ќе си играм, демек си играм, мислам дека си играм, но си мислам што ќе сготвам денес за ручек, дали имам уште некој состанок, што уште требаше да довршам до вечера и цело време само живеам во мислите, а не во моментот. И кога ги гледав моите деца, колку свесно само тие живеат и викам, па една работа која што можеме да ја научиме од нашите деца е токму тоа, свесноста. Тие има толку приказна во нив и толку лекции кои што ни ги служат нам, но ние не сме свесни за нив. И мислам дека децата се одличен пример баш за ова што го кажа. Така е, и тие се огледало, и сите луѓе што не обкружуваат се нашето огледало. А децата се, да, тие се баш во сегашниот миг, што ви рекле. Значи, тие се тука и сега. Не мислат тоа што ќе сработат, нели, во иднината, не мислат за тоа што било, па сега да излекуваат некои заклучоци од тој разговор, или да беше вака, или да кажав така во минатото, туку тие се токму тука и токму сега и токму во моментот го прават тоа што го прават и уживаат во тој момент при тоа. Да, зошто мислиш дека толку често ние живееме во нашите мисли, односно во нашата глава, а не во сегашниот момент?
Затоа што така сме научени, затоа што тоа е природата на нашиот ум. Тоа му е работа да мисли. Нашиот мозок, нашиот ум е орган кој што нашиот мозок е орган кој што тоа му е работа да мисли. Освен другото, нели, срцето што работи да регулира ред работи. Меѓутоа, една од основните работи му е да мисли. Умот наш постојано мисли. Ако не мисли, не знае што со себе. И така му е досадно, уствари. И затоа, значи, ние имаме 60 до 80 илјади мисли во текот на денот. Сега, кога зборуваме за свесност, нели, нормално е да не можеме да ги уловиме сите 60 до 80 Да, илјади мисли. Меѓутоа, доволно е да почнеме да освестуваме одредени мисли кои што, на пример, мене не ми служат. И тука веќе сме направиле голем исчекор, огромен исчекор. А тоа му е работа. Значи, затоа што тоа е орган за преживување. Верувале или не. И едноставно си мисли. Сега, поентата е со што ние ќе го нахраниме за да може да мисли. И најчесто кога ние се наоѓаме во вртлок, значи мислите се, јас велам во mindfulness интензив кој што го држам како тренинг, мислите се како мравки. И буквално на шеќерче. И тие си се ројат, и така си доаѓаат, една за друга си доаѓаат, си одат и се... Тоа е тоа. И тоа е нормално. Меѓутоа, со што јас ќе го нахранам? Кога веќе му е работа да мисли, кога знам дека му е работа да мисли, па дај му дадам на нешто убаво да мисли. точно, Значи, точно. дај ќе Да, направиме нешто креативно да размислува. Значи, веќе на повисоко ниво да размислува, не само да мисли. А дека можеме да управуваме, со тоа, со тој момент, можеме да управуваме. Со мислите што се ројат, може би не можеме, затоа што сме навикнати на тоа. Значи, не можеме да ги исконтролираме сите 60 до 80 илјади мисли, меѓутоа тие што ги освестувам во даден момент, можам. И можам и да направам дури и момент, тоа го работам на квантна хармонизација, на пример, тоа е моментум каде што можеме да се доведеме во состојба без мисли. да, И да, ги тоа е имам слушно. интересно. Мислам, тоа се прави со медитацијата. Не знам какви се твоите методи, но верувам дека е пак со дишење свесно и Така е. на база, да. Апсолутно. Апсолутно. Ние, како велиме, благодарност е исто една од нели, Да. тие техники што си ги имаме. Тоа јас велам не е техника, тоа е наше природно, што си го Да, па. забораваме. И дури моментот дека ние дишеме, воопшто тоа ни е толку нормално, се до Да, моментот дека кога не се појави короната, па кога свативме колку е важен здивот. А со здивот ние можеме многу нешта да регулираме. Значи можеме буквално да се донесеме во една состојба на смиреност, инстантно, доволно е само да се фокусираме, значи фокусот е основното нешто за свесност, само да се фокусираме на нашиот здив и веднаш се носиме во моментот тука и сега. Меѓутоа, ние тоа си го сваќаме здраво за готово. Работата на срцето исто така. Тоа си работи, нели, се е супер. И тоа е нормална работа, се додека нели еден ден нешто не се случи па да го освестиш тој момент. Така што, да, има многу техники кои што не носат, битен е фокусот. Значи, најважно од се е фокусот. Дури и фокус. медитацијата е фокус. Значи, фокус внатрешно. Јас велам не е медитацијата да паѓаме у несвес. Значи, медитација е доволно да се доведеш без мисли кога читаш. Ти кога читаш не мислиш на нешто друго, туку читаш на содржината, Да. си фокусиран на содржината на книгата. Значи, и тоа е сосема доволно. Доволно е да седнам и да наблюдувам природата. Значи, и тоа е сосема доволно. Така што, многу работи занемаруваме, а се потполно природни што си ги имаме. Само треба некој да не насочи, бидејќи Научи, да. потполно низ животот сме изгубиле многу навики на нашата То- природност. Да, тоа бев го напишала ова утро. Стана во 5 и се качев на ричето близу до нас
И само кога стапнав горе се вика колку е способно само нашето тело и благодарноста така да се движиме, значи ние со тоа му даваме благодарност на нашето тело што функционира нормално. Значи има луѓе кои што како што рече, нели го зимаме здраво за готово самиот здив, ја зимаме здраво за готово работата на сите органи. Буквално има луѓе што се молат за уште што се на апарати и се молат баш за еден таков нормален здив кој што ни служи нас секојдневно. И тоа е баш една од тие работи за кои што вреди да бидеш благодарен буквално секој ден. Здравјето. Но, нели, како што велиш, научени сме баш да ги земаме најбитните работи така, здраво за готово. Какви програми мислиш дека носиме од нашето детство кои што најчесто не ни служат? М, ние си носиме доста програми, значи си се програмираме, верувале или не, нели уште од пренаталниот период. Со самото тоа што се случува на мајката, додека го носи своето чедо, нели, во утробата, се случуваат веќе одредени навики, уверувања кои што се пренесуваат таму, а потоа веќе со раѓањето и во самата средина. Значи, тоа е една широка тема, затоа што навлегува дури и во генетиката и епигенетиката. Носиме многу навики. Наше е како тие навики, значи да освестиме моментот, како тие навики ни служат на нас, односно кои од тие навики нам ни се корисни. И потоа можеме да ги менуваме тие навики. Значи, навистина носиме уште од предците наши, носиме одредени навики и дури се чудиме, некогаш се случува да учиме теоретски одлично да се подковаме, па нешто и практично да правиме, меѓутоа некогаш се чудиме и велиме, чекаве, зошто сега ово е успешен, јас не, од мене толку ме бива за некоја работа, ама мене нешто не ми оди. Меѓутоа не знаеме кој е тој образец, па може би и некое длабоко уверување кое што го носиме од некогоси, а не сме свесни за тоа, меѓутоа едноставно нешто како да не спречува. Го доживуваме некогаш како само саботажа, го доживуваме некогаш како знаеме да си кажеме, аз никако немам среќа во таа и таа работа, и тогаш почнува тоа наше верување дека ние не сме за тоа способни, дека тоа на нас не ни оди од рака, а уствари позадината е сосема нешто друго и е многу подлабока. Така што навистина е многу важно да видиме кои се тие навики, затоа што ние велиме во НЛП-то не постои неуспех, постои само повратна информација. И вистина, ако видиме зборот, неуспех е составен од не и успех. Се што е негација кај нас не постои како такво, нели? Не мисли на Ефелова кула, па прво мораш да ја создадеш, не, да ја смислиш, па да Да, знаеш нешто да не мислиш. Значи, едноставно, сето тоа придонесува по тоа да ние живееме по нешто што е предходно создадено и да си ги тоа уверување, значи да ни биде наше секојдневие. И на вистина тоа уверување дека не ме бива за некоја работа ќе биде моја вистина. И јас ќе го живеам сето тоа. да, Ете, тоа е тој момент каде што ние треба да работиме на себе, тоа е таа да. мотивација, што јас ја имам постојано и постојано сум инспирирана, затоа што си откриваш постојано нешто ново. И велам, секогаш е добро да се учи и да се едуцира. И моментот кога престануваш да учиш, тоа е моја девиза, тоа значи дека си умрел. Значи, Да, баш. едноставно животот е учење. Животот е учење, да, да, баш. А како да престанеме да си бидеме најголемиот критичар? Го имам тоа, нели, видено и кај мои пријатели, и кај самата себе. Како да го стишиме тој внатрешен глас кој што е постојано тука и, нели, само не критикува? Оно што е многу важно, прво да го препознаеме критичарот. Значи, кога ќе го препознаеме критичарот, веќе е многу полесно и да го смениме. Зошто се јавува тој и од каде се јавува тој? Тој се јавува најчесто
повторно оно што си го носиме како навика од мала возраст, нели, не го фаќај тоа, како не опоменуваат, не го фаќај тоа, не трчај, не прави вака, немој овака, како можеше тоа да го направиш, види овој како подобро тоа те. И така натаму и така натаму. Почнува училиште, значи тоа градинка, па потоа доаѓа училиште и во училиште што се случува? Те оценуваат според грешките кои што си ги направил. Нели? Ако сгрешиш, ќе те опоменат. Ако правиш добро, па некогаш ќе те пофалат, некогаш и не. Затоа што се смета, ако правиш добро, тоа е се во ред. Значи, тоа е нормално. А ако не, тогаш ќе те опоменат. И по автоматизам се вклучува тој аларм, што постојано ти самиот не си ги гледаш добрите работи, туку си ги гледаш недостатоците. И Да. да направиш милион добри работи, едно нешто да се промаши, да се погреши и тогаш веќе нели не е како што треба. И затоа велам, не постои неуспех, постои само повратна информација. Значи, наше е кога нешто слушаме и кога сметаме дека сме сгрешиле, да видиме што ние учиме од тоа. Па ајде да видам што научив јас од оваа ситуација. Дали го добив резултатот кој го посакував? Не. Што можам да сменам? Значи, не е неуспех, туку едноставно повратна фидбек. Добивам фидбек од што и да е. Ако не сум задоволен, ќе го сменам тоа. Значи, тоа е едно од нештата кои што се свесни. Свесно ако придеме на сето тоа. Меѓутоа, за да дојдеме до тоа, прво треба да го освестиме, да го препознаеме критичарот од каде ни се јавува. Кој е тој критичар што ни се јавува? Тоа е можеби некој родител, можеби наставник, можеби некој што не прекорува, значи ние не знаеме кој е тој, може би сме и ние самите. И оноа кога е критика во прашање конструктивна е окей. Меѓутоа кога ќе помине во критизерство, па дури и осудување, дури и прекорување на себе, па и најлошо нешто да си посакаш, тогаш веќе е проблем. И Да. значи оноа што треба да го работиме е на свесно ниво токму ова што го кажав, значи фидбек, не сум задоволен од тој фидбек, добро, јас сакам да постигнам поинаков резултат, ајде да видам што сакам да постигнам. И сега, ако нешто правам, постојано едно те исто, јас нормално е да го добиам тој резултат. Ако сакам да добиам поинаков резултат, што треба да сменам? Значи, тоа е вака конструктивно разгледување на нештата. А инаку ние го правиме, јас тоа го работам и во коучинг сесиите и во НЛП едукациите, така што работиме на подсвесно ниво, каде што критичарот го изнесуваме пред нас и буквално за неколку секунди го снемува. И потоа веќе се Супер. живееме, да. Затоа е најважно да освестиме од каде доаѓа, што се случува, кој резултат сакаме да го добиеме, во што не спречува тој критичар. Значи, баш има една интересна анализа. Во секој случај, тоа кој го кажува тоа, прво прашање, кој го кажува тоа, дали е 100% така, како тоа гласот што го слушам. Некој размислува во гласови, некој размислува во слики, на некој не му е добро едноставно тоа кога ќе го слушне. И треба и тој момент да го освести. Така што се е тоа нормално што ни се јавува, тоа си го носиме ете како образец, како уверување, како нешто што треба да мислиме дека треба да бидеме самокритични и дури да не си признаеме и успех, ако нешто направиме или нешто сме направиле феноменално, па дури и да не си честитаме на себе, затоа што Да. веруваме во тоа дека не треба да бидеме да се фалиме себе, не треба да бидеме скромни и така натаму. Да. И тоа држи вода, значи да, апсолутно треба да бидеме скромни, но треба и да си се пофалиме и да си честитаме себе и да си кажеме алал да ти еве, јас така им велам на мене, алал да ти еве Иренче, како ова го направи, кој е ко тебе. Да, баш, но тоа не ми доаѓа природно. Баш така сме навикнати да ги воздигнуваме другите, а секогаш ние да останеме мали, да се потиснуваме самите себе си и сите тие програми мислам дека баш се ги влечеме од нашите родители, од нашите предци, наметнати ни се. Но не велам, програмата сигурно може да се менува и така може да се менува, само ако остане свесен или за неа. Дали свесноста значи и да имаш трпение кон себе? Апсолутно, да. И трпение и да веруваш во тоа и во себе првенствено и да веруваш во процесот, да имаш трпение да бидеш истраен при тоа.
Да. и да бидеш упорен. Да менуваш сето оноа што не Доследност. ти носи посакуван резултат, да смениш и да тестираш. Значи, ова што, ај ќе го направам ова. Ај сега да видам каков резултат ќе добиам. Значи, тоа е таа љубопитност да си ја имаме. Ние најчесто се плашиме од промена. Да. И тоа е исто така природна состојба на умот. Значи, тој оди секаде кај што му е познато. И кај што ни е познато, тоа е окей. Се што е нешто непознато, тоа е глупост, тоа е мајде глупо кој ти го кажува и тоа е затоа што е страв. Едноставно, Од основно непознатото, да. да, нешто непознато, не знаеш како ќе биде и едно не ти е удобно. Кога ти е непознато, ти е неудобно. А, не ни е добро баш поради тоа. Затоа што таа удобност не прави неактивни. Ниту една регија на мозокот не ни се развива да речеме, околина на познато. Во позната средина, во познати образци, не ни се развива. И потоа Комфорт се чувствуваме зоната, да. зошто, да, нема нови синапси, Нема не раст таму, баш. знаеш, Ти расте нема со ниту секоја раст, промена. ништо. Значи, таму настанува, нема стагнација, да се разбереме. Стагнација нема. Има, затоа што се е енергија, се движи. И сега или оди напред, или оди Или назад. назад, да, Да, баш. да, во место не стои. Така што, ако не одиш напред, секако ќе назадуваш. И сега, наше е да бидеме доволно храбри, значи не само трпеливи со себе, туку да си дозволиме себе си, да бидеме храбри и да направиме нешто ново. И ајде да го видам резултатот од тоа новото. И да се стрпам, да. Затоа што трпението е многу важно. Мојата менторка, шетајќи по планините, со незиниот брат нашла кукла. Нели, пред она да дојде пеперутката. Таа почнала да пука, пеперутката почнала да се гледа и таа била толку мала да сакала буквално да ја извади од куклата и тоа го направила. Ја извадила, значи помогнала на, условно кажано, на пеперутката, ја искршила куклата и ги расширила крилата. И таа никогаш не пролетала. Тоа не е Затоа природен треба да процес. бидеме Да, трпеливи. Затоа што се случува во време кога е за нас погодно. И затоа треба да бидеме баш трпеливи на патот на нашето спознавање, себе спознавање, на патот на нашиот раст и развој. Затоа што да бидеме истрајни при тоа, затоа што навистина се е процес. Ништо не е дошло преку ноќ, нити може да се смени преку ноќ. Значи, точно. за една навика, тоа е научно докажано, минимум е 21 ден, земете инкубацијата на пилињата, нели, за да се испили едно пиле, е потребно Да, 21 ден. Ете така, значи тоа е минимумот за да се создаде нешто ново. Тоа е минимумот. Јас велам 30 дена сигурно. За да може да почнеме да функционираме по таа навика. да Така ти што, стане баш така природно и да ти легне. апсолутно, апсолутно. И тоа е нашата тенденција, ствари, кога ќе го осознаеме сето тоа и кога ќе знаеме дека се можеме да смениме, ама буквално се можеме да смениме, зошто тогаш да не направиме нешто за свое добро? И да бидеме истрајни во тоа и да бидеме трпеливи во сето тоа, затоа што знаеме дека тоа го правиме за наше добро. Точно. Но да не забораваме да уживаме во процесот, затоа што нели сите се брзаме да стигнеме до целта. И кога ќе стигнеш до целта и се прашуваш и што сега? Забораваш дека треба да си уживаш во процесот. Ева пример, јас вчера додека ја чистев дневната и ја чистев толку свесно и со толку љубов и внимание и само си веле самата на себе зошто нели, предходно не сум го правела ова. Треба да се ужива во секој процес. Знаеш, дури и нешто кога не дека нели ти представува незадоволство, туку не го сакаш толку многу, но можеш да најдеш начин да уживаш во тоа. Затоа што кога ќе стигнеш на целта, таму си и што, ќе си најдеш некоја друга цел. Но животот е токму тоа, да уживаш додека да стигнеш нели до одредена цел. Така е, апсолутно. Процесот е уствари убавината.
Во Процесот, процесот да, убавим, да, да. да, баш. И како и да звучи и колку и да е ваков или онаков, јас би рекла можеби не многу лесен, но сепак е феноменален затоа што тоа те носи, буквално те издига како личност. Те создава едно посебно чувство што денес ново ќе направам за мен, што добро денес ќе направам за мен, што ново денес ќе научам. И на крајот од денот кога ќе си легнеш и ќе речеш чекај да видам што добро денес мене ми се случи, што научив денес. На кои 10 работи, јас тоа секогаш го велам, пред да си легнеш 10 прсти направи си, на што сум денес благодарна. Благодарна. Така што, ете, тоа е тој процес кој што не води сигурно до таму, до целта, точно е тоа, една цел сме оствариле, ќе дојде друга, ќе дојде трета, поентата е да ја живееш својата мисија и својата визија по која што си дојден. И тоа е тоа што го кажав и на самиот почеток, зашто си тука дојден. А целите се само едни дестинации кои што ти помагаат така ориентационо до каде си, некаде, зашто понатаму да бидеш во Да, процес на себе да. спознавање. Да, тоа е Е, убавено. кога спомна за благодарноста, таа ми е една од навиките на која што сум особено горда и која што ја практикувам ева веќе 3 години поред и толку инстант ти го менува расположението и сваќаш колку само си, нели, богат. Не материјално, туку така богат, духовно, ментално, на тоа ниво, не на материјално ниво. И тоа Така мислам е. дека може да го достигне секој. А, А, Само момент морам да кажам, затоа што материјалното доаѓа како последица точно. на оноа што сме благодарни. Кога ние ќе бидеме благодарни за тоа што го имаме, нашиот фокус е кон тоа што го имаме. И по автоматизам ќе почне да ни доаѓа се повеќе за да бидеме што повеќе благодарни. Значи, и едното со другото се врзани. Ние ако постојано критикуваме, критизираме, се жалим, ние добиваме само повеќе од тоа. Да, како магнет, баш. Да, апсолутно. За да имаме за што да зборуваме, за да имаме да мислиме, нели? Тоа е наше Точно. секојдневно ќе го бираме. И сега кога ние свесно ќе го избереме, ова на што сме благодарни, на што навистина имаме, а имаме, многу имаме. Имаме дури Да, обични физички, ние да се загледаме што се имаме, па дури имаме и вид кој што ни служи, имаме и слух, имаме тело, значи имаме толку обични работи, ама имаме. Тогаш сме фокусирани на тоа што имаме и по автоматизам почнува да доаѓа и тоа, за да имаме повеќе на што да бидеме благодарни. да, како не успојава. Што им кажуваш ти на твоите клиенти или што им препорачуваш кога не се чувствуваат доволно добри? Доволно добри во однос на што? Пример, кога ќе ќе ја достигнат, нели, професијата, ќе влезат во некоја професија која што ја чекале цел живот. И ќе си мислат, не сум доволно добар за оваа работа, или не сум доволно добра мајка, или пак не сум доволно добра сопруга, не сум доволно добра ќерка, во тој Мгм, смисол. мгм. Прво што е доволно. Значи, Дефиниција за доволно, да. да. Значи, што за тебе представува доволно? Тука многу помагаат мета прашања кои што ги разбиваат токму тие образци и уверувања кои што си ги носиме од кој знае од каде, кој знае од кога, сме ги наследиле од нашето семејство. Например, дека не сум доволно добра мајка, кој тоа го вели. Кој е твојот критериум за доволно и кој е твојот критериум за добра? Значи, тука има многу дефиниции Интересно. кои што нели си ги цепкаме, за да можеме да дојдеме, затоа што тоа е лага на нашиот ум. Доволно добра не постои. Тоа е повторно наша интерпретација. И тука веќе навлегуваме во тоа и кој тоа го вели за тебе што е доволно добра, што е добро. Аја сега да видиме што правиш ти. И ќе испадне дека и се грижи за детето, дека и прави се за него. Меѓутоа, според кој критериум и според чив критериум ти не си доволно добра.
И тука веќе влегуваме во коучинг сесија каде што одиме со некои наши уверувања кои што си ги носиме, кои што ни се наметнати од нашето семејство, најчесто потекнуваат од нашето семејство, од моделот кој што сме го користеле и веќе навлегуваме во психокоучингот, каде што буквално на крајот излегуваат со тоа дека апсолутно и не постои доволно добра и не постои доволно Како и сум добра и совршенство, да. доволна сум сама за себе. Значи, а, нема тоа добро, лошо. Значи, тоа е повторно, пак ќе кажам, креација на умот. Ти си совршен во моментов баш онаков каков што си. Со својата несовршеност и во својата несовршеност. И токму тоа што сме го направиле во даден момент, било најдоброто нешто што сме го знаеле во тој момент. И тука осудувања, проценувања, грижа на совест не помага. Значи, грижата е само една клацкалка која што не води ни напред ни назад. Значи, буквално заглавени во просторот. Апсолутно. Грижата не може да ми го реши проблемот, ниту грижата може да ми донесе некое решение. Кога Да. нели немам некое решение од грижата, тогаш зошто да се грижам. Апсолутно. Дајте да видиме како можам да го решам тоа. Така што Реално, да, да. да, така што доволно добра, доволно не постои. До тој момент било така. Ајде да видиме сега како може да биде. И ја креираме нашата, буквално нашето секојдневие. И тоа се тие фрази кои што ние знаеме да си ги изгенерализираме и тоа пак ќе кажам, тоа е еден филтер кој што си го имаме кај нас. Тоа е филтерот на генерализација, филтерот на извртување и филтерот на бришење. Значи го бришам сето тоа што сум го направила добро, се фокусирам на тоа што не е добро и што правам, извртувам дека за ништо не ме бива и генерализирам дека не сум добар во тоа што го правам. И тоа е тоа што си носиме Да. ние заклучок, а во суштина не е воопшто тоа така, затоа што ние сме токму така, како што треба да постапиме, така сме постапиле, имало и зошто. Значи, секогаш, јас не верувам во случајности, секогаш има зошто. Зошто Одлично ние го така кажа тоа, да, постапиле. дека во моментот правиме најдобро што знаеме. Но отпосле кога се навраќаме на некои работи, ние само сме ја научиле лекцијата и сега го согледуваме од друг агол нештото и мислиме дека сме можеле подобро, но во тој момент мислам дека не би можеле подобро затоа што сме го немале тоа знаење на кое што таа грешка или не дала некоја лекција всушност што треба да ја научиме. И затоа не треба, нели треба само да ја промениме нашата перспектива и да не гледаме на ќе кажам пак грешките. Грешки не постојат, но на тие грешки како на нешто лошо. Затоа што да не постоеле тие, ние денеска не би биле личноста што всушност сме. Така е, апсолутно. Само малку да ја смениме перцепцијата. И затоа велам, тие мета прашања се феноменални. Кој тоа го кажува? Значи, како си 100% сигурна што според тебе е добра мајка или што според тебе е добар работник на крајот од денот? Значи, што според тебе е најдобар работник? Со кого се Управо си, да. споредуваш на крајот? Да, и бидејќи ти благодарам, Ирина, на вистина за сите твои сознанија и бидејќи овој серијал е за најважната лекција која што ја имаш научено нели во твојот живот, би сакала и тебе да те прашам исто, која е најважната лекција која што ти ја имаш нели научено во твојот живот и која што ти служи секојдневно и би им помогнала еве на нашите слушатели? А, најважна лекција на вистина не можам. Сите лекции мене ми се важни. Но оно што е моја водилка и е оно што дека сум дојдена тука на светот и сум го донела овој човек, оваа Ирена. И дека единствена работа која што ја имам тука е токму таа да се грижам, условно кажано, да бидам одговорна за оваа Ирена што е тука, да биде во добра состојба, да биде секој ден
различна, на едно поинакво ниво на разбирање во својот раст и развој, да биде добра за себе, за да биде добра за околината. Единствена работа која имам сум јас. И тоа Да. е полни раце работа. И тоа е тргање од буквално секој идентитет, затоа што кога ќе се соголиме со сите идентитети кои ги имаме, ќе остане таа суштина и таа срж што ја носиме тука и зашто сме дојдени. И тоа е најважната лекција што ја имам јас научено и по која се раководам, по која живеам. Ти благодарам од срце, на вистина, воу. Тоа е толку точно затоа што, нели, некој ќе каже, живееме за децата, живееме за сопругот, но ние сме тие што сме самите со себе цел живот. Значи, децата, нели, се раѓаат, доаѓаат и си одат, си терат по своја патека. Но ние остануваме самите со себе за секогаш. И затоа мислам дека ова е толку длабоко, толку искрено и толку вистинито што би требало да допре до секој. Ти благодарам од срце на вистина што беше дел од оваа епизода и пак ќе повторам, твојата енергија, твојата пристапност и јасност во сето тоа што го споделуваш, на вистина оставаат траг. Ти благодарам И многу, Марија. Задоволство е мое. да, верувам дека многу од слушателите ќе се препознаат и ќе се охрабрат можеби и ќе добијат алатки кои што нели може да им помогнат да се вратат назад кон себе. Ми беше чест што зборувавме, да, токму преку оваа нова перспектива и го допревме оној внатрешен глас и подсвеста и љубовта кон себе од еден поинаков агол. Ти благодарам уште еднаш и до слушање, се гледаме, се слушаме повторно. Да, Задоволство до ми беше, слушање. Марија. Убав ден да си имаш. Чао, чао. Благодарам. Чао.